Браќа и сестри, денеска нема да толкуваме ниту некоја перикопа од Евангелијето и апостолот, тоа го правиме во неделните богослужби во главном. Меѓутоа денеска сакам некои практични работи кои се многу важни за заедницата да ги спомниме. На празникот на Пресвета Богородица, по моја вина, настана мало едно замешателство. Тие луѓе што се причестуваат, навикнати биле да си земаат и нафора и не остана ништо за после јас да ја поделам нафората. Нафората, исто правилно и на словенски убаво се вика нафора, ќе ви кажам и од каде, ама на грчки се вика антидор, што значи наместо дар. Онеј кој не се причести да има да земе антидор или наместо дар или нафора, за да не излезе празен од црквата. Во црквата излегуваме стално носејќи нешто и земајќи нешто. Тоа е животот во црквата. Нити само носиме, нити само земаме. Некои луѓе се навикнати само да земат, меѓутоа тоа е погрешно. Црквата е носење и земање. Тоа што го земаме, ако не сме се причестиле, го земаме тој антидор. Или нафората, која исто доаѓа од едно место во литургијата, која е подигање на лебот. Сега, колку е правилно да подигаме нафората, тоа е друго прашање, некојаш друга пат ќе го разговараме, ама лебот и виното, кои ги пренесуваме на Евхаристија, ги подигаме за да постанат тело и крв Христови. И на основ на тоа, како навика и нафората после се подига, и оттаму анафора, значи нешто што со подигање се прима. Меѓутоа, не велам дека треба навикнал народот дека тој што се причестил не треба да земе нафора, ама ако е малку нафората, треба да земат, значи, сите и оние кои не се причестиле нешто, да земат да однесат, што се вика од црквата. И затоа треба внимателно секогаш, особено кога има свештенослужител, а јас гледате од сега, 2 години денеска се исполнуваат интронизација, не сум прекинал да давам нафора или антидор после завршувањето на литургијата. Тоа значи дека свештенослужителот треба да го рададе тој антидор или анафора или нафора, како ја викаме. Зошто? За да се поздравиме, најпроста работа. Кога ќе се продавиме, кога ќе земите благослов инаку во текот на добро, јас доаѓам и тука седнам на тронот, тие што доаѓаат порано ќе земат благослов, ама тие што се подоцна во литургијата, единствено место да се поздравиме е тоа на крајот на литургијата кога земаме нафора. Значи, потребно е на тој начин да го гледаме целиот случај, а не на тоа само, не знам, после да има нафора за тие што ќе се причат, тие што нема да се причат, нема да остане ништо, празни нека си заминат. Секогаш треба да мислиме за сите. А згоре на тоа, постои еден лош обичај, кај некои руси во главном е тоа, дека после причеста, како да остануваат некои честици во устата, па треба да се земи веднаш нафора да се испие вино, сум видел и таква пракса, и со крпа внатре да си ја избрише устата, да не останала некоја честица. Тоа е прво изместено сваќање на Евхаристијата.
Евхаристијата Господ ни ја дава за целосно не освети. Не устата за ни освети, само и не знам некоја честица како остане во устата. Се, целосно, ние стануваме дел, ние стануваме честица, вели Свети Григори Богослов. Честица од целото стануваме тогаш кога се причестуваме. И така треба да ја разбираме Евхаристијата. Евхаристијата нема само механичко значење, примивме малку од телото, малку од крвта и сега треба да не остане во устата да оди понатаму хранопроводот. Ами, таја честица не е расиплива честица и да остане случајно во забот. Не, многу луѓе може и расипани им се забите и им остане во забот некоја честица. Тоа значи дека целиот Христос е во таа честица. Христос не се разделува, ние ја разделуваме Евхаристијата на повеќе луѓе, а велиме неразделна е. Секој го прима цел Христос. Во една честичка, или трошка, како ја викаме на современ јазик, е целиот Христос. Тој не е помал дел од, ако е поголемо парче, поќе го примаме, ако е една трошка помалку го примаме. Не, целиот Христос е и во едното и во другото. Така, тоа сакав да се осврнам, да го кажам колку ќе бидам можно да бидам разбран, затоа што навистина нема потреба никаква, ако била пракса, а не е прва ова пракса, во многу ви кажувам руски храмови така се дејствува. Значи не се дејствува не знам кој се причести со телото и крвта Христови, а кој не се причести да земе антидор. Обично сите земаат и антидор, ама некогаш непрактичноста наша донесува до таму да се потроши на фората, толку е на фората, особено на големи празници. И после може, значи, да нема за тој што не се причестил, а особено нема да се раздели на сите пок. Затоа треба да водиме сметка за сите. Тоа е црква која води сметка и за себе, ама и за другите. Не остава, значи, чека да има постарите, веројатно се слушате, але прво другиот да се причести, му даваат ред да се причести, постариот да се причести. Тоа е некако прикладно во тој однос црквен кој го воспоставуваме. Да се здрави и живи, милоста Божја да биде на вас, да ве чува, да ве храни во сите три на вашиот живот.